Сигурноста и стабилноста на регионот не се само политички цели, туку заедничка обврска. Соработката во одбраната е дел од пошироката европска перспектива. Преку заеднички иницијативи се јакнат институциите и се подготвува инфраструктурата за стандардите на Европската унија. Министрите за одбрана на Македонија и Босна и Херцеговина се согласија дека преку конкретни проекти и отворен диалог се гради стабилно партнерство засновано на доверба и заеднички интереси. На денешната средба помеѓу Владо Мисајловски и Зукан Хелез во Скопје, покрај темите од областа на одбраната, во фокусот беа и европските процеси, напредокот на реформите и заедничките стратешки цели. Посебен акцент беше ставен на образовната поддршка што ја добиваат питомците од Босна и Херцеговина на Македонската воена академија, во однос на придонесот во ЕУ мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина. Мисајловски ја потврди посветеноста, со оглед на тоа што дури 33 македонски припадници се дел од оваа операција. Безбедноста во целиот регион и стабилноста. Тоа е апсолутен приоритет, имајќи предвид дека без тоа не може да разговараме за ниту една сфера, поготово и за економијата. Како земја членка на НАТО, Босна и Херцеговина има нашата поддршка за засилување на односите со Алијансата. Подготвени сме да ги споделиме нашите искуства во процесот на интеграција на НАТО. Во контекст на безбедноста, знаете дека остануваме со целосна поддршка во мировната мисија Алтеа на Европската унија, бидејќи стабилноста е приоритет. Министерот за одбрана на Босна и Херцеговина истакна дека образовната поддршка што ја добиваат од Македонија е од големо значење за иднината на босанските вооружени сили. На тема ЕУ, Хелес порача дека заедничкиот пат кон европското семејство е уште еден стратешки столб на соработката меѓу двете земји. Овој процес, според него, не е само институционален напредок, туку и можност да разменуваме искуства и да градиме заеднички капацитети, особено во областа на безбедноста и одбраната. Данас сме имали неколку јако битних тема за наше две држави. Зборувавме за многу важни теми од областа на одбраната. Тоа што ни помагате во школувањето на нашите идни војници е показател за нашиот однос. Стручното знаење кое ќе го стекнат тука ќе го применат во нашата земја. Нашите две држави имаат сличен состав. Двете се мултиетнички и така разменуваме искуства. Соработуваме и во областа на надворешната политика, бидејќи имаме сличен пат кон Европската унија. Во рамки на посетата на Хелес на Скопје, посредбите во Министерството за одбрана, двајцата министри присуствуваа и на првиот академски час на Воената академија. Средбата ја истакна важноста на меѓусебната поддршка за етничките безбедносни цели и ангажманот во подготовка на млад воен кадар, како дел од пошироките напори за стабилност и европска перспектива на регионот.